Со нова свежа доза на информации и секако позитивна енергија го почнувам ова ново продолжение од Фактор здравје. Ви посакувам добар ден и чувствувајте се пријатно во следните 40 на минути. Со деталите и представувањето на емисијата почнуваме веднаш. Многу истражувања и клинички студии докажаат дека високото ниво на имунолошки систем не штити од надворешните влијанија и ни обезбедува здравје во целина. Така и со габичните инфекции на ноктите, каде што намалениот имунитет и тоа како може да биде предвестник, би рекол, за оваа состојба, која што може долго да трае и повторно да се враќа. Денеска конкретно кажано преку оваа најава ќе зборуваме за габичните инфекции на ноктите со посебен акцент да ја препознаете оваа состојба и благовремено или навреме да се јавите на лекар и побарате лекарска помош. Она што дополнително може да го зголеми нивото на имунолошки систем покрај здравата исхрана и пиењето течности и внесувањето на антиоксиданси, како граничен препарат тоа е G132 плюс Natural, кој што од една страна ќе ги блокира на некој начин слободните радикали кои што го прават овој проблем, а од друга ќе ви обезбеди здравје во целина. Превентивно може да земате една капсула дневно, а кај оние кои што имаат хронични болести, се во реконвалесценција после хируршка интервенција или за жал се борат со малигните болести, дозата може да се зголеми до 2 капсули на ден. Со многу совети пред се од своето богато научно и клиничко искуство, денешната тема габични инфекции на ногти ќе ви ја презентираме преку разговорот со доктор Билјана Шапова-Тодоровска, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија од јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести Свети Наум Охридски од Скопје. Доктор Шапова-Тодоровска, добро утро, добро дојдовте и задоволство ми е што ќе отвориме оваа тема што досега не сме ја зборувале. Како сте пред се? Добро, ви благодарам на поканата, уште еднаш да учествувам во вашата емисија. Да, ви благодарам што ја прифативте и предлагам со оглед на актуелност и интересот кај гледачите да ги видиме блокот реклами, а потоа ќе ја почнеме денешната тема кон која што секако од овој момент ве поканувам активно да учествувате. Од овој момент добродојдени се вашите јавувања на 6091925, односно 6091924. Подсетувам дека темата габични инфекции на ногти ќе ви ја презентираме преку разговорот кој што ќе следува со доктор Билјана Шапова-Тодоровска, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија. Доктор, ќе бидејќи ова е тема што досега не сме ја третирале, колку е честа во вашите амбуланти и кои габи се оние кои што најмногу ги предизвикуваат овие инфекции на ноктите? Ноктите всушност представуваат украс на нашето тело и се дел од нашата убавина. Посебно за нас, девојките, сакаме да ги боиме, да ги украсуваме, да ги китиме и посебно да ги покажуваме. Додека пак во летниот период, посебно ги третираме ноктите на стапалата и кога ќе бидат поставени на висока сандала како платформа, тогаш тие допринесуваат за една убавина на девојката. Ноктите се изградени од кератин, тоа е посебен протеин кој што ја дава цврстината и отпорноста на самите ногти. Така да, кога ќе бидат поставени на врвовите на нашите прсти, велиме дека тие пред се имаат една заштитна улога. Покрај заштитна улога го дозволуваат оној убав тактилен осет и преку нив можеме да фатиме некои мали ситни предмети. Ноктите всушност представуваат знак на здравје и знак на болест. Не е многу одамна кога нашите наставнички секој понеделник не проверуваат дали имаме чисти ногти, чиста коста и чисти уши како знак како ние го третираме нашето здравје. Додека пак како знак на болест, исто така не е многу одамна кога некои доктори поставувале диагноза на одредени болести и заболувања токму преку прегледот на ноктите. За жал, во вкупната популација на светот 10% отпаѓаат на габични инфекции на ноктите. И кога ќе ја погледнете како бројка, таа не изгледа многу голема во однос на другите заболувања, меѓутоа ако кажам дека секој 10 македонец има проблем со габични инфекции на ноктите, тогаш таа бројка е многу поголема. Сигурно. Во клиничките студии кои што се правени преку 1000 на број, најчесто предизвикувач се јавува еден дерматофаг кој што се вика трихофитон рубрум во 50% од случаевите. Понатаму може да се јават и квасници, како што е тоа кандида во 21% и мувлите во 13%. Најчесто ја зафаќаат
на стара возрастна група од 60 и 70 годишна возраст, затоа што кај нив веќе болеста одминала во некој добар период и таа веќе предизвикува други проблеми. Најчесто се зафатени мажите и оваа болест не бира раса. И она што е важно да нагласиме, дали ноктите на рацете или на стапалата се почесто афектирани или погодени од овие инфекции? Ноктите на стапалата се најчесто афектирани со габични инфекции кои што се манифестни, меѓутоа и рацете може да бидат зафатени. Најчесто правилото дека ние миеме раце во текот на денот 10 пати, па ќе видиме некое ѓубренце кое што се појава под нив, ќе ги исчистиме. Затоа и тие не се толку експонирани на овие габични инфекции, но исто така доколку личноста која што ќе дојде на преглед грицка нокти или пак се занимава со некоја посебна работна обврска, тогаш може и рацете да бидат афектирани. Но најчесто зборуваме за габични инфекции на стапалата и на прстите од стапалата. Всушност постојат голем број на ризик фактори кои што може да допринесат да оваа габична инфекција настане. Пред се тоа се 3. Одредени професии кај кои што има целодневно стоење или пак носење на посебни обувки кои што се тесни, кои што се неудобни или кои што предизвикуваат менување на анатомскиот свод, понатаму можноста дека некој се поти, допринесуваат за создавање на една топла и влажна средина во која што овие габички токму можат да се бујаат, да се развиваат и да настане таа инфекција. Но исто така, како ризик фактори се и одредена група на заболувања, како што е, например, дијабетот, пореметување во тироидната функција на жлездата, оние кои што се со имуноболести, како што е ХИВ, например, оние кои што примаат имуносупресивна терапија. Атлетичарите се исто така многу познати или спортистите по присуство на габична инфекција на ноктите, токму поради оние тесни обувки кои што ги носат. Понатаму може да има некоја фамилијарна предиспозиција, староста што ја спомнавме, но најчесто во денешно време се смета дека таа габична инфекција може да настане токму преку одредени работи кои што ние не ги практикуваме. А тоа е значи несоодветна хигиена или доволна хигиена, меѓутоа употреба на различни пешкири кои што ги користат сите. Консултирање на педијатар и несоодветен третман, на педикир и несоодветен третман на ноктите, понатаму употреба на различни апаратчиња или инструменти со кои што ги чистиме ноктите и кои што и други ги употребуваат, да. И во ново време во статистиката се покажува дека употребата на бањи и базени исто така допринесува за зголемување на инциденцата на овие габични инфекции на ноктите. И пред да зборуваме за патогенезата или развојот на таа инфекција и што се може да се случи, ме интересира дали пократко сечените или подолгите нокти се повеќе експонирани или тоа нема значење во однос на должината и инфекцијата? Нема значење, меѓутоа има начинот на кој ние ги третираме ноктите. Така, например, во однос на патогенезата и покрај тоа што има многу клинички студии за тоа како настанува оваа инфекција, нема дефинитивен или официјален механизам според кој тие навлегуваат. Најчесто постојат два начини. Едниот е кога на врвот на ноктот, каде што стои матриксот или обновата на ноктот, како што расте, така, во тој герминативен негов слој, под влијание на некоја траума, габичките навлегуваат, почнуваат да се намножуваат, односно влегуваат во оној механизам за намножување на нормалните клетки и тогаш ние почнуваме да забележуваме, значи, промени на ноктите кои што најчесто се во облик, боја и форма, како што можеме да видиме. Додека пак вториот механизам е оној кој што е на врвот на ноктот. Овој механизам навлегува во самиот кревет на ноктот, така се вика хипохондриум, и под некоја причина, без обзир дали е тоа од самата кожа, и тогаш сите промени се гледаат на врвот на ноктот. Тие може да бидат како мали лесни задебелувања, може да биде како крт ноктот да се крши, кога ќе го гледаме не е рамен, почнува на едната половина на ноктот од надворешната ивица, например, потоа преминува низ целиот нокт, а потоа се шири нагоре. Така да, може да се каже, значи, во однос на инциденцата, дека најчесто мажите, пошто најчесто носат вакви тенки обувки кои што се доста влажни, можноста нели да има и некоја дополнителна траума, не се знае тој момент кога таа инфекција ќе навлезе и кога ќе почне да се развива таа цела клиничка слика.
Да. Подсетувам дека со доктор Билјана Шапова Тодоровска, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија, денеска во Фактор здравје зборуваме на тема габични инфекции на ногти. Вашиот интерес слободно изразете го и слободно јавете се доколку имате нешто да прашате или да споделите некое лично искуство, а доказ за оваа констатација и првото јавување денеска. Добар ден, дали ме слушате? Зборувате? Да, зборувате господине, добро дојдовте. Јас сум на ред, нели? Да, ве слушаме. Кој е вашето прашање? Интересира поздрав до докторката и до емисијата. Благодарам. Едно прашање до докторката. Мене ноктот ми влага во месо. Добро. Долго време така ме болеше доста и имав отпорано една тешност канестен за ногти. Со него почна да го мачкам, меѓутоа многу му турав, а во помопатството пишуваше дека по 1 до 2 капки. А сега никако ноктот не ми растит. Не ме боли, ама не ми растит никако. Што е работава да ми објасни докторката? Благодарам. И уште едно јавување имаме во овој прв блок ваши јавувања. Добар ден. Ало, зборувате, добар ден до вас. Добар ден. Добро дојдовте и вие, господјо. Го очекуваме вашето прашање. Ви благодарам. Би сакала да ја запрашам докторката. Повеќе од 6 месеци имам габична инфекција на ноктот од ногата. Користам микомикан и според упатството и според она што ми кажа кожната докторка, требаше за овој период таа габична инфекција да исчезне. Меѓутоа, ноктот веќе почнува да расти како здрав, меѓутоа горниот слој се уште е зафатен со таа габична инфекција и во последно време осеќам дека почнува и физички да ме боли. Значи, да имате болка. Тој дел започнува да ме боли. Па би сакала да ја прашам докторката дали треба да продолжам со оваа терапија или нешто треба да се промени. Да, благодарам. Имаме уште едно јавување, но прво коментар ваш, сакате на господинот, што му расте ноктот кон внатре, рече, кон месото, односно кон ткивото. И двете прашања всушност представуваат продолжување на она што сакаме да го кажеме. Болеста на габичните инфекции на ноктите во голем дел од временскиот период е асимптоматска. Значи, ние нема да знаеме кога сме се повредиле, кога таа габична инфекција почнала, меѓутоа ќе ги забележиме првите промени на самиот нокт. Рековме дека тие може да бидат во промена на бојата, во промена на обликот, во промена на формата. Токму тоа го кажа господинот. Временскиот период кој што ќе трае до појавата на симптоматскиот дел зависи од тоа дали ние ќе се обратиме на дерматовенеролог за да поставиме дијагноза за каков тип на габичка станува збор кај нашата инфекција, понатаму дали ние ќе употребуваме соодветен третман и дали ќе бидеме достојни во тоа, дали ќе продолжиме со хигиената која што ќе биде дел од нашиот третман и доколку ништо од ова не примениме, тогаш самите ногти добиваат посебна форма, а тоа е не се веќе во еден слој, не се сјајни, не се мазни, туку почнуваат да се набраздуваат како слој врз слој, добиваат посебна форма, односно се ротираат во однос на оската на растење и за жал навлегуваат во страничните делови на мекото ткиво, на ноктот, навлегувајќи длабоко во нив и тогаш веќе пациентот има болка, оток, црвенило и дискомфорт, односно тој не може да облече чевли и не може да се движи само поради тој притисок на овој габичен нокт, онихомикотичен нокт, кој што прави притисок на околното ткиво. Најинтересно е дека временскиот период кој што треба да помине од еден до другиот период, значи од асимптоматскиот до симптоматскиот, е различен кај различни пациенти. Тој одговор за господјата сигурно што рече за 6 месеци не поминало. Така, значи ние прво мора да поминеме одреден протокол. Прво да се јавиме на нашиот матичен лекар и да се пожалиме за она што ние сме го виделе или сме го почувствувале во текот на само прегледот или во текот на хигиената на стапалата. Понатаму нашиот матичен лекар не праќа на дерматовенеролог. За жал, често пати овие пациенти завршуваат на хирург.
При самиот преглед многу е важно ние да ги прегледаме обете стапала. Често пати станува и замешана инфекција, односно тоа е инфекција на целото стапало кој што е габична, која што се одразува со некое чешање, топлина, потење, црвени точкички или црвени флеки на стапалото и на екстремитетите, затоа што оваа габична инфекција не е само предиспонирана за стапалата и за ноктите, туку може да го афектира и целото тело. Па така, од кога ќе го соблечеме пациентот и од кога ќе ги прегледаме стапалата, тогаш се обрнуваме внимание на она што пациентот нас ќе ни го каже, односно ќе земеме добра анамнеза. Тоа е временскиот период, колку трае, кога го забележале, што било прво што сме виделе на ноктот, за да може да продолжиме понатаму. Најчесто станува еден комплексен и динамичен процес, затоа што пациентот зборува, вие го слушате и на крај донесуваме заедничка одлука дека е потребно тој нокт да се испрати, односно да се продолжи со понатамошните прегледи при одењето на дерматовенеролог. Кај дерматовенерологот потребно е да се направат повеќе постапки за да може да се постави дефинитивната диагноза. Оние постапки кои што ги работи хирургот, тие се сепак оперативни постапки, при што ако се отстрани овој онихомикотичен нокт цел, тие можат да одат на патологија за да се направи патохистолошка анализа или на микробиологија за да се направи микробиолошка анализа. Но најдобро би било да се направи микроскопска екзаминација. Што значи тоа? Значи со микроскоп да се види кој дел од ноктот е афектиран и како тој изгледа. Понатаму, со миење на самиот нокт со антисептик, можно е да се земат неколку парченца од овој онихомикотичен нокт и да се видат со поставување во посебен раствор, да се видат на стакленце под микроскоп. Истите тие делови може да бидат засадени во култура на посебен раствор и да видиме за кој тип на габичка станува збор. Тоа е и она најважно што нас ни представува. Кој тип на габичка е предизвикувач на оваа габична инфекција и токму тоа е мојот одговор за господјата. Доколку не знаеме за кој тип на габичка станува збор, тогаш и кремата или третманот кој што ќе го употребиме може да биде несоодветен. Да, сигурно и за првиот господин, бидејќи не е доволна само кремата, како што рековте. И да кажеме дека кандида како предизвикуваш се јавува многу ретко. Таа е најчесто во групата на секундарни инфекции, значи не е таа примарна која што води, најчесто е некој друг тип на габичка кој што го предизвикува овој заболување. Да. Благодарам и уште две јавувања имаме пред паузата за реклами. Добар ден. Ало, добар ден, дали ме слушате? Уште еден обид, дали сте на линија? Ало? Да, добар ден, господја. Добар ден. Добар ден. Благодарам за трпението што почекавте малку. Кое е вашето прашање? Вака, се работи за мојот син. Добро. Има 33 години. Пред една година на едниот прст на коренот му се направи на палецот од ногата, му се на коренот како инфекција му се јави, му потече прстот, црвило, жежок му беше прстот, промена на ноктот и потоа му мала течност, гнојава течност му излезе. Добро. Ноктот не му растеше долго време, потоа го третиравме со хиперманган, ја миевме ногата, стававме антифунгал маст и герамицин, мислам ова антибиотска, пиеше по антибиограм за да ја брис од течноста и беше за амоксиклав, на амоксиклав. Стафилококус беше, тоа се санира, сега после една година на другиот палец исто така му се јави, исто со потечено, со црвенило, мал исцедок има. Дали е доволно само да се третира локално, дали треба антибиотик да се зема? Песме на кожно, го третиравме потоа со прашак бибацин. Добро, благодарам. Антибиотски прашак. Да, благодарам за вашиот интерес и дали го имаме и второто јавување во овој блок. Добар ден. Доколку не ве поканувам по паузата за реклами да ни се јавите и секако да останете до крај со Фактор здравје и денешната тема габични инфекции на ногти.
Веднаш продолжуваме со денешната тема во Фактор здравје, габични инфекции на ногти и пред вашите следни две јавувања, доктор Шапова Тодоровска, само коментар за господјата од Битола, чинам дека се јави за синот што праша. Така. Многу убаво прашање. Всушност тука ќе ги поврземе габичните инфекции на ноктите со компликациите, односно симптоматскиот дел на болеста. Предпоставувам дека поради таа габична настанала дополнителна инфекција бактериска, како што слушнавме кај господјата. Стафилокока, чинам дека рече, да. Која што резултирала со гнојава содржина, а токму создавањето на гној и оваа бактериска инфекција допринесува за болка, оток црвенило и дискомфорт кај пациентот. Тоа значи една алармантна состојба во која што вие ниту можете да одите, ниту можете да стоите, болката е огромна, притисокот е огромен и секоја чест, значи побарале многу добар совет, се земал бриз, се дал антибиотик и се третирал ноктот. Но господја да каже уште еден факт, дека сега габичната инфекција се јавила и на другиот нокт. Што не е исклучено, рековте и вие, двете стапала да бидат зафатени. Тоа значи дека ние сме го почнале третманот, меѓутоа не сме го продолжиле третманот. Габичните инфекции на ноктите се пред се долготрајни, досадни и напорни за лекување, токму поради тоа што ноктот во својот ден расте 0,1 милиметар, што значи тоа се 3 милиметри за еден месец. Многу е мало неговото растење за да може веднаш да се види некој благодет, дека тој нокт сме почнале да го растеме, како што кажа господјата, значи тој нокт веќе почнал нормално да расте, меѓутоа има се уште дел од гливицата и за тоа треба да се обрне внимание на хигиената на стапалата. Посебно ако тинејџер, 30 годишен пациент или во било која возрастна група. И возраста не е ни важна во крајна линија. Не е ни важна, меѓутоа потењето на нозете, рековме дека создава таква влажна и топла средина во која што тие гливици сепак растат. Да, благодарам и веднаш продолжуваме со уште две ваши јавувања во овој следен блок. Добар ден до првото. Ало, добар ден, дали ме слушате? Ало, добар ден. Добар ден, господјо, благодарам што сте со нас. Кој е вашето прашање? Имам едно прашање до докторката. Да. Кај мене ноктите почна нешто да не се здебелуват и да ми се искривуваат. И скоро реши до пола ми здебелен ноктот, кој ќе го мупаво накиснам во вода и го чистам и се надоле иде, мислам, таа дебелината на ноктот. Таа и се искривува и малте бојата се менјава. Добро. Благодарам. Тоа не е прашањето. Да, ќе добиете совет и следното јавување, дали сте на линија? Добар ден. Добар ден. Да, добро дојдовте и вие, господине, одлично ве слушаме. Поставете го прашањето. Овака да прашам, јас не сум вклучен од почетокот. Добро. Но во излагањето на докторка да слушнав дека габичните инфекции може да влијат на целото тело. Да. Би сакал да објасни докторката на што може да влијае. Добро. Затоа што се работи за мојот син, 28 години има и како мало дете пати од овие гливици. Прво на еден палец на ногата, па потоа и се префали на другиот палец. Добро. Се применувале многу средства и до сега ништо не било ефективно. Благодарам за вашиот... Интересира се како на телото влие, на целото тело. Системски како зафаќа оваа габична инфекција. Ви благодарам за интересот. Сакате за господјата прво одговор што се јави? Така да. Значи, не секоја промена на ноктот може да значи габична инфекција. Постојат преку 80 други заболувања на ноктите. 80 рековте? Да, кои што наликуваат на габичните инфекции на ноктите, но не се. Така да, мој најдобро намерен совет до господјата е прво да се одреди причинителот за оваа промена во обликот, бојата и формата на ноктот. Тоа ќе го направи дерматовенерологот или кожен доктор кој што со оние методи кои што ги спомнавме ќе дојде до причинителот за промената на ноктот. А потоа ќе следи и третманот. Додека пак за вториот гледач, тоа се компликациите, за да, и ако дозволите мала дигресија, односно тоа е вашиот фак, компликациите, всушност вие како субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија, и вашите колеги всушност ги лекувате, односно така, хируршки ние ги лечиме интервенирате. оние инфекции кои што се јавуваат после габичната инфекција. Секундарните. И оние крајни, значи промени на ноктот како што ги гледаме, таа значи дисколоритност, големи слоеви на нокт, извијуганост на ноктот,
враснување во околниот дел од ткивото, тоа е нашиот факт. После вас нема никој. Значи мора вие да го решите проблемот. Нема. Меѓутоа, господинот начина една тема дека неговиот син ја има оваа габична инфекција од раѓање. Треба да кажеме дека родителот треба да биде доста свесен кај децата до 14 години, затоа што некогаш постојат и бебиња, значи се раѓаат и бебиња кои што веќе на ноктињата имаат гливична инфекција. Тие ноктиња се крти, не се сјајни, се кршат многу често и представуваат болка и дискомфорт за бебето, па затоа тоа плаче. Како ќе растат понатаму, доколку не се третираат до тинејџерската возраст, ноктот може веќе да завземе и друга форма и друг облик, што многу е потешко понатаму да се решава. Во тинејџерската возраст, посебно да се обрне внимание од страна на родителот на непријатната миризба. Дали ќе биде тоа на чорапите, или пак на патиките или чевлите кои што се носат. Тоа е исто така еден од знаците за габична инфекција на стапалата, кои што можат понатаму да предизвикаат и габична инфекција на ноктите. За возрастната група нема да зборувам, затоа што хигиената на ноктите е пред се. Доколку редовно ги миеме нозете, стапалата и доколку ги третираме со соодветен антибактериски раствор, тогаш ние можеме да забележиме секоја прва промена на ноктот, без обзир дали се тоа некои мали ситни жолти точкички, дали ни се крши ноктот па тој враснува, дали представува тоа болка за нас и веднаш да се консултира соодветен специјалист. Додека за старосната група од 60 и 70 годишна возраст, која што и најчесто е експонирана во нашите амбуланти, морам да кажам дека тие промени се дефинитивни, затоа што болеста од асимптоматска преминала во симптоматска и веќе тоа е дефинитивна промена на ноктот, која што ниту може да се лекува, ниту може да се третира, и тогаш единствен избор на третман е хирушката аблација на ноктот. И пред да зборуваме за тоа, само уште коментар, господинот праша какви системски компликации може да предизвика оваа габична инфекција. Вие веќе испоменавте претходно, но кратко, само и во една реченица. Значи, тие ќе бидат манифестирани во облик на чешање, ситни црвени точкички или петна по кожата. Можат да се совпаднат и со други болести, како што е лихерубен планос, понатаму имуносупресивни некои проблеми, меѓутоа најдобро е да не се манипулира, ниту пак да се чита на интернет за нив, како што правиме ние во последно време, бидејќи социјалните мрежи се почесто експонирани во однос на тоа што треба за одредено заболување да се направи. Па тие народни лекови кои што се употребуваат, како што е, например, алкохолниот оцет, винскиот, јаболковиот, понатаму кантарионот, маслото од канабис, поточарка или паста од лимон со сода бикарбона, не треба да се употребуваат ако се бомбастично најавени на интернет, на Facebook, каде што и ќе ги прочитате, затоа што токму компликациите од апликација на овие лекови кои што докажано е дека можат само во многу мала доза да помогнат, не и да излечат или да ви помогнат да го излечите целосно тој ног, доаѓаат кај нас. Да, и за крај имаме уште две јавувања кои што ќе ги вклучиме денес во Фактор здравје. Добар ден до првото. Ало, дали ме слушате? Добар ден. Зборувајте, дали сте на линија се уште? Доколку не, уште еднаш ве поканувам, имате уште малку време да се јавите. Ало, добар ден. Да, добар ден, господјо, ве слушаме. Кој е вашето прашање? Јас сакам да кажам за оваа моја габична инфекција. Добро. Од 18 години јас го имам овој проблем. 40 години страдам од тоа. Значи имав 18, учев средна школа, ноктите внатре ми влегуваат со гној, со крвотници, 4 пати сум оперирана. Мислам, од тоа нема никаков успех, пак истото си се поновува. И сега пред една година ноктите ми беа со гној, со чешење, мислам дека прстот ми отече превише. Па на интернет прочитав за една крема, се вика Михохерб. Еве 6 месеци ставам, сега ноктите некако си дојдоа во една нормална ситуација. И сакам да им кажам на сите што страдаат да си земат Михохер.
Да, ви Така благодарам дека, за ама, вашиот интерес, а само сакав уште да подсетам пред коментарот на докторката дека за денешната тема и останатите аспекти може доктор Билјана Шапова-Тодоровска, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија, да ја најдете и да закажете термин во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски од Скопје. Она што сакав само за крај да ве прашам, покрај хируршкиот третман ја споменавте аблацијата или тоа отстранување на ноктот кај повозрасната. Тоа е целосно околу таа интервенција, кога е таа на индицирана ноктот. и што после оваа интервенција? Значи, таа интервенција е она крајното што треба да го направиме. Затоа би сакала да почнеме обратно. После прегледот и од кога ќе се постави диагноза за тоа каков тип на гавичка ние всушност имаме, постојат голем број на третмани што можат да бидат употребени. И пак ќе посточам. Третманот е долготраен, досаден, напорен. Често пати резултатите се многу мали. Треба Трпение, да разбереме значи, треба. дека ноктот расте многу малку. Да. Во палетата кои што ги препорачуваат кожните доктори, постојат два типа на лекови. Едните се топични, другите се системски. Топичните лекови и самото име кажува дека тие се наменети токму само за прстот. Локално, значи. Локално да се употребуваат. Може да бидат во облик на лакови, пенкалца, гелови и креми. Сите тие во себе имаат антифунгициден лек од различна група на лекови. Кој лек ќе биде употребен? Дали ќе биде тоа лакот, или ќе биде гелот, или кремата? Зависи од длабочината на гавичната инфекција во ноктот. Тоа го гледа дерматовенерологот со микроскоп одлучува, да. и одлучува што ќе биде најдобро во третманот на овој пациент. И заради времето слушнав сигнал за крај, само она со аблацијата би сакал да не останеме должни, вашиот дел од работата. Често пати се случува да ние го отстраниме целосно ноктот, Да. тој биде патохистолошки и микробиолошки идентикуван, значи да се најде причинителот, тогаш повторно пациентот се враќа на дерматовенеролог за употреба на топичен агенс, но и системски агенс. Системските агенси кои што ги даваат, значи, нашите кожни доктори, треба да бидат внимателно давани затоа што тие се секогаш и токсични, да не се зимаат креми, своја рака. гелови, да, на своја Вклучително и од глобалната Вклучително и тоа. мрежа. Затоа што доколку ноктот е во оној прв слој само зафатен, се уште има други методи кои што не се исцрпени, како што е на пример лазерот или фотодинамичната терапија, кои што се во подем и нивните клинички студии допрва ќе ги видиме и резултатите од нив ќе бидат видливи понатаму. Ви благодарам многу за присуството и оваа тема која што може еве да ветиме јавно и втор дел, односно повторно ќе ја третираме со оглед на интересот на гледачите. И јас ви благодарам за учеството и би сакала да им посакам на нашите гледачи убав ден и да кажам само дека ноктите се огледало на нашето здравје. Сигурно. Затоа внимавајте и чувајте ги. Благодарам и да се одржува хигиената на стапалата пред се, секој е добро, а вам ви благодарам за вниманието и секако за плодната соработка денеска во Фактор здравје. Благодарам. Пријатен ден и се гледаме утре во 9 часот и 15 минути.